Маријан, навистина ми е многу драго што топло не примивте во вашиот дом. Данило тука веќе се радува. Вака досега не сум видела дете да се радува на телевизиска екипа. Обично знаат да плачат, да паничат, меѓутоа, еве, имаме и убав повод за разговор. Второ дете во вашето семејство. Добро дојдовте во Ексклузив. И вие добро дојдовте во нашиот дом и ќе ги поздравиме нормално сите гледачи на оваа емисија. Добро, како е сега чувството да си втор пат татко? Сега знам, читав во медиумиве дека си очекувал женско, меѓутоа ете на изненадување се добива машко, тука нема избор. И ти се даде тоа е. Желбата беше заедничка, може би и од навика по првото, бидејќи беше женско, ете и второто сакавме заедно со Билјана, но ете Господ кажува инаку да биде и ете сега Се пробаш малку како е со машко, нели? Точно така е сега. На ова прашање мислам многу повеќе ќе одговори мојата сопруга. Јас очекував, мислам, бев убедена дека ќе имам две женски во живот. И што кога се зачна девојче име најдовме и Дуња срекна, сестричка ќе има и кога кажа Така да зборува пред камера. и кога кажа машко шок првичен, али сега како и сите машки на нашето подрачје, прав мајкин син. Карактерно изгледа на мене. А вака наликне на кого личи се уште рано. Еле Нема мајки. да кажам ништо јас. Мајкин е Нека цел. одлучат гледачите на кого личи. Може ли да ми откриеш мала тајна дали добро се снаоѓа како татко? Да, одлично се снаоѓа, помага по дома, го рани, го шета, колку може и колку му дозволуваат обрските. Мене ме интересира и Дуња како реагираше на, еве, има братче сега, како таа реагира на новината во вашето семејство? Одлично. Одлично. Сами очекувавме, многу е мирна, многу е послушна, очекувавме дека супер ќе реагира, 5 години се разлика и одлична разлика. Значи се уште се сакаат, се нема тепање меѓу нив. Барем Значи сега, едва и сега. чека да дојде од градинка и прво кај него доаѓа, мие рачиња и почнува со него да игра. Прво нешто од кога ќе се расони убаво Дуња, сакам да одам кај мама и кај Данило, затоа што ние тројце спиме во спална, а Дуња во незината соба. И прво нешто што сака да направи, сака прво да го гушне Данило. А Данило, ако го разбудиме во 7:30, после проблем. После мама не може да се доспие. Не чувствува дека вниманието е целосно посветено само на Данило? Не, тоа го гледаме да го балансираме и кај едниот и кај другиот. Има една интересна работа околу вас, децава све ви почнуваат на Д, Дуња, Данил. Има некоја позадина околу оваа приказна? Чисто случајно. За Дуња, значи пред да се роди Дуња гледав една српска серија Јесен стиже Дуњо моја. Тогаш бев седев кај се уште не бевме. Бевме заменени. реновираше и Да, тука седевме се кај мој. реновираше и седевме кај бабата и кај дедото. И правевме што како ќе се вика. Веќе знаевме дека е женско. И со договор Билјана вика, може ли првото јас да го дадам името, второто ти. Мада и првото и второто беа по низина желба. Дали вика првото може да се вика Дуња. А тоа девојче што го имаше беше многу сладко во серијата. И јас едноставно немав ништо против. Не секојдневно име, барем кај нас во Македонија. Така да ми се свиѓа Дуња. Иначе Дуња на турски значи свет, живот, така нешто тој стил. А за Данило сакав, тук имавме мала полемика, но сепак попуштив и така. Данил. Данило одма рече не, никако, значи до последно, до 9 месец никако и Дуња пресече на крај. Па сакавме да се слични, ете, двете на Д и си одговара. Не се бори. Ви благодарам уштина што одвоивте време и ја споделивте вашата фамилиарна слика и приказна со нас и со вториот член во семејството Данило. Секако со сите новини кои што ги поседувате, ќе ги најавувате во идна блиска иднина, ќе се гледаме повторно.